Љубовта е посилна од се е насловот на новиот проект на нашиот Далибор Даки Ѓошич. По успешноста на првиот проект Ајде сонце зајде, секако следува уште многу ново од нашиот Далибор Даки Ѓошич, кој што постојано напорно работи се со цел да ја збогати македонската музичка сцена, токму со неговите преубави музички изведби на обработените стари песни, но овој пат станува збор за 3 авторски композиции кои што премиерно денеска ќе ги погледнеме во рамки на нашата емисија Македонија денес. Токму така ќе го започнеме и разговорот со носечката нумера од овој проект Љубовта е посилна од се, премиерно на телевизија 24, Далибор Даки Ѓошич. Живот една љубов за мене чуваме јас. Така нежно срце стоплува. Толку сјајна, толку нежна, единствена. Сакам да сум покрај неа. Сакам да сум покрај неа. Дојди, рака подај ми, безгрижни да сме и да викнеме силно на глас. Љубовта е посилна од нас. Дојди, рака подај ми, безгрижни да сме и да викнеме силно на глас. Љубовта е посилна од нас. Целиот мој живот ти го дарувам, душо моја најмила. Како ангелот мој чувар, звезда водилка, ти ме водиш, душа стоплуваш. Ти ме водиш, душа стоплуваш. Дојди, рака подај ми, безгрижни да сме и да викнеме силно на глас. Љубовта е посилна од нас. Дојди, рака подај ми, безгрижни да сме и да викнеме силно на
Далибор Даки Ѓошич, љубовта е посилна од нас. Негов нов музички проект и секако промоција на 3 нови видео спота, кои што секако се премиерно емитуваат денеска на телевизија 24, а во нашето студио на огромна чест и задоволство велам добре дојде за Далибор. Како се чувствуваш ова утро во нашето студио? Утро како за кого, добар ден за мене, добар ден за сите што се порано станати. Баш ми е драго што ме покани денеска да видам гостин во новото студио на ТВ24. Да, за прв пат во новото. Да ги поздравам сите ваши гледачи и баш ми е драго што и овде премиерно кај тебе и заслужно промовираме нешто ново, нешто помирно, побаладично, ете, се надам дека сите 3 номери ќе им се допаднат. Да, сосема поразлично од оној прв проект, ја излези Ајде сонце зајде. Секако таму имаше поголема динамика, тоа беа стари обработени песни. Ова е нешто сосема поразлично. Станува збор за авторски композиции, кои што се целосно твое дело. Зборувам за љубовта е посилна од нас и за онаа следната која што ќе ја чуеме. Секако дека веројатно напорно работеше на овој проект и дека сакаш да оставиш некој печат, па ете, која е твојата замисла, зашто овој проект токму во овој период од годината? Да, со оглед на овие три балади, би кажал дека не беше толку напорно, бидејќи беше искрено очекувано, спремно уште од претходно и се чекаше само времето да се стиша страстите после овие новогодишни празници, прослави, музики, многу поагресивни песни на некој начин ритмични. Ете, искрено посакав да на некој начин презентирам нешто сосема друго од Ајде сонце зајде. Ајде сонце зајде навистина мојот стил, каде што го негувам таа изворната македонска песна, музика, нели? Таму и работам во танец, ке разговараме и за тоа. Но ова е нешто поразлично во смисла има малку фолк, повеќе поп, музика на некој начин, баладично и ете, да смениме малку и на мислам дека и на нашите гледачи им треба малку полабаво во овој период. Да, во секој случај убаво доаѓа, веројатно им се допада на гледачите. Ние уживавме овдека во студиото додека премиерно ја слушавме Љубовта е посилна од нас и токму оваа номера е како наслов за овој твој проект, па зашто токму оваа песна е одбра да биде носечка. Па добро, има добра тема, љубовта е посилна од нас. Мислам побува нешто не може да ни се случи од љубовта. Што да кажам, ќе бидат сигурно на некој начин застапени во новиот албум. Сите три. Тука веќе и најавуваме нешто поголемо. Најавуваме нешто, да, ќе се случи нешто така помирно, пофино, пољубовно, како што и носечката што ја слушаме во позадина. Да. За скоро ќе најавам и нов албум. После 2015 промоцијата, мислам дека ми е време за нешто ново, за нов албум. Пропратно ќе се случува и проектот Ајде сонце зајде, каде што полека се спремаат и се снимаат обработките една по една. Некам да ги на некој начин сега кажувам кои се што се. Ќе оставиме нешто за следен пат. Да, нормално, за да бидеме интересни. Тоа е тоа што се случува овој период. Да, во секој случај, ние повторно ја слушаме Љубовта е посилна од нас, песна која што е снимена, ете да кажеме, во твоето ново студио, кое што се случи секако кон крајот на годината, 2017, доста успешна и со самото тоа најава дека ќе има уште многу повеќе што да се слуша од тебе. Да, искрено, убаво што спомна, снимено е во моето студио, студио Грант. Го поздравам тука мојот соработник Горан Мирковски. Па ете, случајно решив да направам студио, бидејќи доста работам во студио, доста соработувам. Ова не значи дека јас нема соработувам и со другите мои пријатели, колеги од другите студија, но искрено ете, буквално во 5 до 12 решивме да направиме студио за да направиме едно убаво катче каде што може да твориме и ова денеска што ќе го чуеме. Тоа е првото нешто од студио Грант што излезе во моја изведба. Да, јас ќе ти посакам многу успех и се надевам дека во ова студио ќе се продуцира многу македонска музика. Отворено ќе биде веројатно за сите изведувачи кои што ќе сакаат да остават белег на македонската музичка сцена. Ова е првата песна која што секако беше дел од студиото. Следната која што ние ќе имаме можности да ја погледнеме повторно по овој кус разговор, песна стара, уште една песна стара, уште една авторска песна твоја. Да, комплетен автор сум и на втората номера, песна стара, една прекрасна песна.
и таа исто баладишта малку пожива од претходната. Аранжмански е фино средена се ево живо отсвирено, значи навистина една, можем да кажем буквално кафанска боемска песна. Да, па јас предлагам тука малку да поуживаме во оваа кафанска боемска песна и за прв пат премиерно ја слушаме во Македонија денес песна Стара, како што ни најави нашиот соговорник Далибор Даки Ѓошич, негово целосно музичко дело. Сам без тебе, чаша вино покрај себе, за љубов една стара ноќва умирам. Дајте ми вино, дајте добра песна стара, моето срце ми го пара, виолина и гитара. Те сакам само тебе и никогаш ни една друга. Еј, свирачи, свирете ми, ноќима пијам да се смирам. Мојата душа веќе згасна, а ветерот спомени носи, каде ноќима да се скрија, мојата болка да ја смирам. Сам, а покрај мене многу среќни луѓе, со љубов и радост живот живеат. За мене таква среќа одамна веќе нема, што ли мојот живот се уште ми спрема. Те сакам само тебе и никогаш ни една друга. Еј, свирачи, свирете ми, ноќима пијам да се смирам. Мојата душа веќе згасна, а ветерот спомени носи, каде ноќима да се скрија, мојата болка да ја Мојата душа веќе згасна, а ветерот спомени носи, каде ноќима да се скрија, мојата болка да ја смирам. Каде ноќима да се скрија, мојата болка да ја смирам. Песна Стара на Далибор Даки Ѓошич нас овде во студиото навистина убаво не расположи. Верувам дека и вас во вашите домови ова јануарско утро убаво ви дојде музиката на нашиот соговорник Далибор. Честитки, навистина убави песни на овој проект. Останува уште една да ја чуеме, која што секако ќе биде кон крајот на разговорот. Па еве, како ти го направи изборот на песни од овој проект? Изборот секогаш е од самиот мој почеток одам на таа варијанта да на некој начин ги слушнам коментарите, како и ваша режија што се насмеаме преска за Хариџиновиќ. Сакам и него да го пеам. Тоа што сака народот, како што мене ме гледа, така и јас функционирам. Тоа што ја понесува таа позитивна атмосфера. Многу нормално. Ако јас сам правам песни за себе, ќе си останам во студиото и сам ќе си правам, ќе си пеам и тоа е тоа. Ние живееме за народот,
успеваме кога народот ќе каже ова е супер песна, кога ќе добиеме аплаузи и на тој начин го водиме својот пат во нашата кариера. Да, допрво ќе се слушаат коментарите за сите овие 3 песни од твојот нов проект. надевам, да. Првите веќе доаѓаат од нашите колеги од режијата. Песната е потсетува на стилот на Харис Џиновиќ и ти самиот кажа дека сакаш да го слушаш и сакаш да ги пееш неговите песни. Тие се секогаш добро прифатени од публиката. Па да, искрено го обожувам неговиот стил затоа што тоа е нешто, како да кажам, фино градски, не е нешто прљаво како што знаеме да кажеме боемски, музичарите, да, боемски песни со добра тема, со добар текст, ги сакам тие тешки песни, навистина, па и ете кога го спомнавме мојот колега Харис, бојата на гласот, сето тоа допринесе и да ете на некој начин и јас се оформам како пеач. Да. Значи дека сакаш да слушаш најразновидни изведувачи, најразновиден тип на музика, да. И секако се пронаѓаш во делото и самиот себе, што тебе најмногу ти лежи да пееш, еве кога не мора да е некоја песна која што е дел од танец или пак дел од твоите музички настапи? Па искрено малку се оддалечив од поп и рок песната пеев многу одамна. Снимав доста такви ствари, но ето самата околина, самата ситуација и животот мој ме донесе на сосема друг пат, каде што јас одредив од прилика кој стил ќе го пеаме, и самата публика има што да види и да слушне и многу нормално да коментира и се надевам дека ќе стигнеме до добри коментари, затоа и се трудиме. Да, затоа се трудиме и веројатно не жалиш што се тргна од тој жанр и од таа музика, затоа што туку убаво пливаш. Сакам да слушам и таа музика, но искрено и со оглед на околностите во нашата земја сосема се смени работите. Песна Стара, која што ја слушнавме пред малку, може навистина да биде голем хит како и претходната, со оглед на тоа дека имаме недостаток на музички емисии во нашиот телевизиски етер, остана овие наши утрински каде што секако вие се промовирате. Радиостаниците не толку многу повторно ќе кажеме ги емитуваат овие песни, не доволно за да влезат во ушите на слушателите. Па кој е начинот да ја доближиме македонската музика до слушателите? Па ако тргнеме од самиот старт, сите знаеме, нема потреба јас да коментирам, се работи за финансиите. Финансиите се најбитен фактор за медиумите и самите вие знаете. Затоа мислам дека и народот искрено бара музички емисии. Јас тврдам дека бара музички емисии, затоа што доста има од политика и сето оно што ни се случува. Ни требаат вакви утрински емисии за утрото да тргне со песна, со нешто фино, со убаво, зашто ни и вечерта да ни заврши со музика. Музиката е нешто што не опушта без разлика на кој стил и кој како го обожава и ја слуша. Финансиите мислам дека се најбитен фактор и се надевам дека за скоро ќе се променат тие работи. Затоа ви оптимистички работите, создавате и творите, токму поради тоа и твоето ново музичко студио каде што и понатаму ќе има голем број на македонски музички хитови. Можеме ли да позборуваме околу продукцијата и снимањето на овие видеозаписи со кои што ќе имаме можност ние телевизиските куки да ги имитуваме твоите нови песни? Каде се снимани? Да, снимени се блиску до вас локација Стара. Да не откриваме, снимено со арт продукција. Поздравувам мојот драг пријател Дејан Ѓоргиев. Соработуваме веќе подолг период, бидејќи обостранно сме задоволни, соработуваме со студиото мое и со неговата продукција, како што викаме ние, нати го, дај ми го. Да. Дејан е супер, заслужен за овие последни поготово 3 спота, што ги гледаме и последната ќе видиме, нели? Што да кажам друго, задоволен сум, презадоволени, продолжуваме да соработуваме дефинитивно. Да, продолжувате да соработувате со Дејан, продолжуваш да создаваш и да твориш во твоето ново студио и секако Ајде сонце зајде, проектот кој што имавме можност минатата година да го промовираме и да уживаме во стамене и Ајде сонце зајде. Како што ни кажа, нема да ни откриеш која нова музичка песна, стара македонска песна ќе биде преработена, но одзивот каков беше на публиката, верувам дека имаше коментари кои што стигна и до тебе. Прекрасно, искрено, имавме можност да промовираме промоцијата на Ајде сонце зајде, воедно и беше изведена и стамена на исто место. Имаше доста посетеност на промоцијата.
самата гледаност и на YouTube и сегде покажува дека навистина народот сака да слушне нешто такво. Тука е да го поздравам едно Саша Ливрински, он е задолжен за тие обработки и со него продолжуваме до крај. И сакам искрено да најавам дека за скоро ќе правиме промоција и на конечно после цела година напорна ќе правиме промоција на самиот проект Ајде сонце зајде, кој што е година денес скоро го најав. Не дека јас сум мрзелив, него навистина тежок проект каде што требаше да се одвои доста време, доста средства за да стигнеме до тој завршен проект. Ние ќе очекуваме промоцијата и секако тука сме да следиме целокупната твоја музичка работа, надвор од ангажманот кој што го имаш во танец, како што кажав прималку, колку убава работа имаш кога секој ден заминуваш на работа и она што го бараат од тебе е да пееш и да се веселиш со колегите. Па да, музиката е мојот живот едноставно, ако не пеам што би правил други, и ако не музицирам и не компонирам. И колку и да изгледа тоа тешко во 9 часот наутро? Интересно кога ќе каже некој што ви е супер работата, имате прекрасна работа 9 наутро распевање. Се 9 наутро не знам на кој му се избори. Особено на музичарите кои што и навечер работат. Но тука ми се колегите. Првото утринско кафе, дружбата, смешките, веќе полека се будиме, расположуваме и стартуваме со распевање. Така и ни почнува секој ден во танец. И секако соработката со колегите продолжува и на професионално поле кога се создава и кога се твори музика. Горан Алачки е задолжен за третата numера од проектот Љубовта е посилна од нас, жив или мртов, песна која што е секако дел од овој проект. Па како дојде до соработката и зошто токму песната на Горан се најде помеѓу овие три? Пака искрено мртов или жив е стара песна. Јас сум веќе, ако не се лъдам, трет изведувач на оваа numера, значи препеана е од мене. Тоа се случи пред 10 години, каде што ја бев член на групата Академици, ги поздравувам во оваа прилика. Мртов или жив, искрено првиот изведувач не знам кој е, ми го спомна, јас не знам дали сум бил роден тогаш. Втората изведба е од Академици со првиот пејач Мето и јас сум третиот. Оваа песна остана само слушана по радијата, нешто беше промовирано пред 10 години, но скоро во мојата архива, кога видов дека оваа песна стои се уште, мислам дека дојде време да повторно обновам на некој начин, да направам еден мини запис видео за да на некој начин ја обновиме, да ја оживееме и да ја вратиме назад во етерот. Да, тоа ќе биде нашиот последен музички избор и со тоа ќе го заокружиме нашиот разговор во однос на овој проект. Секако ќе ја погледнеме. Ете, ниту јас знаев дека е ова стара песна, затоа што веројатно не било доволно експонирана, но да се надевам дека оваа трета нејзина изведба ќе биде трета среќа и дека што повеќе ќе се слуша помеѓу публиката и македонските слушатели и веруваме дека ќе ти даде сето тоа поттики понатаму да создаваш и да твориш многу нови музички номери. Искрено да, народот, вашата публика ќе слушне, не мислам да го тврдам дека оваа песна заслужува да се на некој начин обнови и да се презентира повторно на нашата јавност. Ете, ќе имаат шанса сега да ја слушнат и би сакал навистина да слушнам коментари како негативни, зошто да не. Да. Значи дека се слуша, дали е негативен или е позитивен коментар, тука се секако сите наши слушатели да ги слушаат и да ги споделуваат своите импресии и на социјалните мрежи. Веќе од вчера вечер достапни се песните и на YouTube каналот, каде што сите оние кои што сакаат повторно да ги чујат ќе може да уживаат. Далибор, што е она што за самиот крај кон разговорот ти ќе го порачаш за слушателите на македонската музика? Па ништо, искрено да се слуша што повеќе нашата музика, нашата песна. Ние сме битен фактор за да остане нашата песна и да се слуша. Ако ние не ја негуваме, обновуваме, преработуваме во позитивна смисла, фино да биде тоа обработено, мислам дека ќе слушаме многу македонска музика и би препорака од мене навистина да слушаат македонска песна, затоа што имаме такви фини мелодии. На светот, на целата планета нема таква музика кој што имаме ние. Толку многу музика имаме домашна да немаме потреба да слушаме воопшто нешто што не од нашите простори, но во секој случај нели музиката не познава граници, да се надеваме дека овие песни нема да се слушаат само тука кај нас, туку ќе се слушаат и надвор од границите на Македонија и дека ќе допрат до сите слушатели на убавата песна. Ти благодарам, Далибор, што ова утро промоцијата на трите нови видеозаписи од проектот Љубовта е посилна од нас ги промовиравме толку во нашата емисија. Ти посакувам
многу успех и што поголем број на слушатели на твојата музика. И благодарам на поканата, се надам дека за скоро ќе се видиме со нешто ново. Да ги поздравам сите ваши гледатели на ТВ24 и да им посакам убав ден. Да, и секако да уживаат во македонската музика, драги гледачи, и јас ви се заблагодарувам што го следевте разговорот со Далибор Даки Ѓошич и секако промоцијата на неговите 3 најнови видео записи за неговите 3 песни. Верувам дека во претходните 2 уживавте, останува уште да ја чуеме и онаа последната која што е по трет пат преработена и овој пат од нашиот соговорник со кого се надеваме дека слушаноста на песната ќе биде навистина голема и ќе допре до ушите на сите слушатели. Жив или мртов, секако за крај на разговорот со Далибор Даки Ѓошич. Уживајте, а ние потоа се враќаме во студиото. Некој има се што срце ке му посака, само мене пуста среќа не ми доаѓа. Зошто вака јас се мачам, што е причина? Каде ли е мојата среќа, кај се сокрила? Не знам дал сум мртов или жив, исти ми се сите денови. Душо, ако не се вратиш ти, ова срце не ке издржи. Не знам дал сум мртов или жив, исти ми се сите денови. Душо, ако не се вратиш ти, ова срце не ке издржи. Срекна звезда, но ме напушти. Сега сваќам колку чинат твоите допири. Без тебе сум само сенка, мила јави се. Се ке сторам да ми простиш, душо врати се. Не знам дал сум мртов или жив, исти ми се сите денови. Душо, ако не се вратиш ти, ова срце не ке издржи. Не знам дал сум мртов или жив, исти ми се сите денови. Душо, ако не се вратиш ти, ова срце не ке издржи. Не знам дал сум мртов или жив, исти ми се сите денови. Душо, ако не се вратиш ти, ова срце не ке издржи.
Тоа беше и третата номера од проектот Љубовта е посилна од нас на нашиот соговорник Далибор Даки Ѓошич. Верувам дека уживавте, а ние пополека доаѓаме кон крајот на нашето заедничко денешно дружење во Македонија денеса. Веќе добро знаете дека секогаш пред самиот крај на емисијата остапуваме простор на спортските вести од земјата и од светот. Она што е во центарот на вниманието секако овие денови е ракометот и Европското првенство, каде што секако вчера вечер не успеавме по трет пат да победиме и да извојуваме победа. Во секој случај, колегите од спортската редакција го имаат целокупниот преглед на тоа што беше најзначено во текот на вчерашниот, но кои се најавите за денешниот спортски ден. Македонија го претрпе првиот пораз на Европското првенство во Хрватска, откако нашите ракометари вчера загубија од Шпанија со убедливи 20-31. Македонските ракометари го сторија без борба и без жар поразот на теренот, по кој беа препознатливи во првата групна фаза, му дозволија на противникот да доминира, но голманот Де Варгас се разбрани. Уште поголем проблем е повредата на Кирил Лазаров, за која дополнително ќе биде познато дали ќе може да помогне на следните средби со Чешка и со Данска. Покрај Лазаров неизвесен е и статусот на Филип Миркуловски, кој воопшто не влезе на игра во вчерашниот надпревар. Битката за бодови беше загубена по само 30 минути, па Гонзалес реши да експериментира со тимот во вториот дел. Чуваше дел од стартерите за мечот со Чешка в среда, Мартин Поповски влезе во игра наместо Георгиевски. Митревски на голот го замени Борко Ристовски, а Кузмановски беше префрлен на местото на Маневски. Шпанците исто така направија замени, но Грузински одржуваа предност на Легенда македонскog rukometa Kiril Lazarov стоила во Ристовски, но голманот беше единствена светла точка во нашиот тим, затоа што проблемите со реализацијата на Алекс Душебаев, Канеляс и значи прочитамо топки за контранапади, па шпанците на брзина стигнаа и до огромни плюс 13. Во финишот заигравме нешто поефикасно во нападот, брзавме 3 гола, но серијата ја прекина грешката на Велковски за лесна реализација на Гурбиндо, за мечот на крајот да заврши со конечни 20-31. Неверојатно делува бројката од 21 загубена топка, доволна потврда за очајната игра во нападот на нашите ракометари. Единствени светли точки беа голманите Митревски со 12 и Борко Ристовски со 7 интервенции за по едно полувреме. Во нападот најефикасни Стоилов и Манасков со по 4 гола. Нема многу време за одмор, нашите ракометари веќе утре ги очекува дуелот со Чешка в среда и последниот жол од групата 2 против Олимпискиот првак Данска. Македонскиот женски ракометен првак Вардар продолжи да победува во регионалната ВРХЛ лига, потешко од очекуваното словенички Крим се покажа како незгоден ривал, па големиот фаворит во Скопје триумфираше со минимални 25-24. Словеничкиот гостин храбро се бореше цел надпревар, даваше голем отпор, на полувремето Вардар имаше предност од 2 гола. Ситуацијата на теренот беше неизвестна до самиот финиш. Најдобра ракометарка кај Вардар Јованка Радичевиќ со 5 гола, додека Кузнецова и Лакрабер завршија со по 4. 3 пати погодија Пенезич, Лазович и Цвиич. Вардар е единствен тим со максимален учинок во регионалната ВРХЛ лига, а над Крим ова е трета победа. Сезонава покрај над Крим Вардар на турнирот во Скопје го совлада и будучност. Норвежанецот Хендрик Кристоферсон ја прекина победничката низа од 7 триумфи на Марсел Хиршер во светскиот куп во алпско скијање. Кристоферсон го совлада Хиршер на слаломската трка која се одржа во Кицбил. До својата прва победа во оваа сезона стигна со 97 стотинки подобро време од Хиршер, но тој сепак е прв во генералниот поредок. На подиумот на второто место се искачи Даниел Јуле од Швајцарија. Во слалом Хиршер има 634 бода, Кристоферсон 535, а во севкупниот пласман австријецот 154 повеќе од норвежанецот. Следната трка се вози во вторник во Шладминг, исто така слалом. Швајцарката Лара Гуд по пауза од 1 година конечно победи во трката од светскиот куп. Таа вчера беше најдобра на супер веле слаломот во Кортина d'Ampezzo. До првиот триумф во оваа дисциплина Лара Гуд стигна со време за 14 стотинки подобро од второпласираната Јохана Шнарф од Италија. Со 24-та победа во кариерата Лара Гуд изби на првото место во генералниот пласман во оваа дисциплина. Во вкупниот поредок во светскиот куп и натаму води американката Михаела Шифрин.
Тоа беа спортските вести, подготвени од колешката Ивана Митровска и секако тоа беше крајот на денешното издание на Македонија денес. Доколку сакате и понатаму да бидете заедно со нас, тоа може да го сторите на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, каде што редовно сме достапни за сите наши гледачи и сите оние кои што сакаат да дадат можеби по некој коментар, критика или пак да побарате некој од вашите омилени ТВ звезди, секако спортисти, сите оние омилени ликови да ги видите во рамки на нашата емисија. Ние сме тука да се потрудиме да ги исполниме сите ваши желби и очекувања. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре со нови гости, нови содржини.